Се враќаме повторно во студиото на Алфа телевизија и продолжуваме со вториот разговор за ово утро. Ке зборуваме за здравиот сон, за здравите навики за легнување кај дечињата, а ова утро заедно со нас е Сања Ѓорѓева, сертифициран тренер за спиење на дечиња до 6 години и основач на Доктор Гуднајт. Сања, добро утро. Добре дојде во нашата програма. Дали ќе се сложиш со она што го спомена Билјана во прилогот, дека ранобудниците се по-среќни? Мислам дека така беше, дека бидејќи сме повеќе изложени на сончевите зраци. Денеска времето надвор ни е убаво сончево. Беве, ти си ранобудна, претпоставувам исто така. Дали се согласуваш со тоа? Па зависи во која држава и каде кога изгрева сонцето, меѓутоа во принцип колку повише сме изложени на таа дневна сончева светлина, толку сме посреќни. И луѓето кои што знаат да поспијат малку до покасно, ако и легнуваат навечер исто покасно, им се изменува целиот тој биоритам и тоа влијае исто и многу на расположение. Така што да се започне утрото во 6 часот, на пример, е идеално. Идеално. Сонот, здравата храна и спортувањето се едни од тие три фактори кои што влијаат за добар имунитет кај еден здрав човек, не само кај децата, туку и кај нас возрастните. Сакав да ве прашам, вие имавте пред 2 недели работилница, некаде на 11 април, на тема Сонуваме и растеме заедно. Каков беше интересот на оваа работилница? Колку присуствува, беше наменета пред се за родители, така, кои што имаат дечиња до 6 години? Да. За родители кои имаат дечиња до 6 години, значи споделувавме совети за спиењето и општо за однесувањето во фамилијата, подобрување расположение на родителите. Интересот е секогаш голем кога правиме работилници, само што ние го ограничуваме бројот за да не се направи премногу гужва и за да може да биде попродуктивна. Инаку колку луѓе најмногу има во една работилница? Гледаме да го задржиме на 30. На 30. Да, повише од 30 веќе и тоа 30 никогаш знае да биде гужва на еден начин. Меѓутоа секогаш има голем интерес затоа што посебно спиењето е тема што ги тангира сите родители и деца. Кога не спијат децата, не спијат и родителите и се афектира на целото семејство. Кои се техниките за еден убав сон, еден добар, здрав сон, да кажеме, кај дечињата? Кај децата сигурно зависи од возраста. Нели, различно е за дете до 1 година и дете од 1 до 6 години. Така е, апсолутно. Постојат повише фактори за тоа дали едно детенце ќе ја преспие ноќта или не и што влијае врз тоа да ја преспие ноќта. Значи, ајде ќе ги спомнеме возраста, како што кажавме. До отприлика некои 4 па и 6 месеци спиењето се развива постепено. И многу често родителите мислат дека нели кога ќе родиме бебе, бебињата само спијат. Не е баш така. Кај многу бебиња на почетокот воопшто не е развиен циклусот на спиење, мелатонинот воопшто не се произведува. Мелатонинот е хормон кој што на нас не прави поспани и сакаме да спиеме и ни помага во спиењето. Кај нив мелатонинот се уште не е развиен и тоа е една од причините поради која има толку чести будења во текот на ноќта, кратки дремки кои што се многу својствени за оваа возраст по 30 минути, 40 минути, сосема е нормално. Зборуваме за првите 4 месеци. Да. После понатаму како што се развива и спиењето и дневни дремки и ноќно спиење, веќе би требало дечињата да спијат и навечер 11-12 часа ноќен сон, а во текот на денот зависи од возраста, меѓутоа помеѓу 3-2 часа од прилика и дневен сон. Што значи многу е потребен сонот на децата. Како што спомнав, повеќе фактори влијаат на тоа дали ќе спијат или не. Возраста, карактерот и темпераментот играат многу голема улога. Целиот дневен ред на детето и редослед каков е. Значи, многу е важно да се запазат потребните дневни дремки и потребните прозори на будност за едно дете да не биде преморено навечер, за да може да заспие како што треба и за да може да му биде подобар сонот навечер. Многу често се случува, верувам, нели сите родители сме слушнале, ќе кажеме остави го нека не спие цел ден за да навечер спие, да. Сосема е спротивно, зашто децата кога би требало од прилика на секои 2 до 3 сати да се успиваат. Повторно зависи од возраста. Кога се помали е помал прозор на будност, како што се зголемува возраст, односно како растат, прозорот на будност се зголемува. Ако се надмине тој прозор на будност, почнува лачење на хормон кортизол, односно
телото е под една состојба како на стрес. Тоа го лачи хормонот кортизол. Кортизолот зголемува шеќер и дечињата се однесуваат буквално како да испиле чаша еспресо или Red Bull да сме им дале. И во тие сати, минути кога они треба да заспијат, уствари добиваат најголема енергија, ако не заспале на време. И често се случува, мислам и често гледам јас, и сите ние гледаме по молови или по ресторани, по кафани до доцна навечер, деца кои што седат и кои што се излезени. И многу често се пуни со енергија, трчаат и родителите сами ќе кажат во тој период во 8 саат имат најмногу енергија, во 9 саат се најенергични. Тоа е затоа што веќе се премориле. Затоа што веќе е излачен хормонот кортизол, не заспале на време, дошол до тој премор и буквално имаат премногу енергија у тој одреден момент. Тоа значи дека од премор не може да заспие. Тоа е слично како и кај нас луѓето. Апсолутно. Кога сме преморени, нели, велиме сега ќе одиме ќе одам да си легнам, а не можеме да заспиеме баш од тој премор. Значи истото се случува и кај дечињата. Истото се случува со тоа што кај нив е многу поизразено. Ние сами знаеме да се контролираме и да нели да го исконтролираме целиот процес на заспивање, па ќе лежиме, ќе се потрудиме, кај нив е друго. Кога оние ќе ја добијат таа енергија, они сакаат да играат и се ќе направат само за да не испијат и затоа и најчесто се случува да заспиваат многу подоцна. Односно го чекаат повторно да дојде следниот циклус, кој што обично доаѓа за саат време. Ако пак се надмине, да кажем, и пак се прекрши сонот, повторно за уште еден саат доаѓа моментот каде што повторно им доаѓа фазата за приспивна фаза. Кои се недостатоци од недоволен сон? Многу, да, значи има многу и мислам драго ми е што вака зборуваме за спиењето, зашто треба да се дигне малце свеста за спиењето, колку е важен сонот. Прво дечињата кои што не спијат доволно, прво пред се е нарушен хормонот за раст. Значи кај децата кои што не спијат доволно, лачењето на хормон за раст директно е нарушен и многу помалку се лачи. Тоа може да доведе до застој во одредени моторни вештини, во говорна фаза, односно да се провлекува целиот тој процес. Концентрацијата им е многу намалена, многу лесно се раздразливи, обично сакаат цело време внимание околу нив, не знаат да се заиграт сами, понервозни се во текот на денот. Многу лесно ескалира ситуацијата од смирено дете во дете раздразливо, кое почнува да плаче, да вика. Тантрумите се многу поизразени кај нив. Како што растат, гојазноста се зголемува кај деца кои што имаат проблем со спиење, срцеви заболувања, кардиоваскуларни заболувања, тоа исто и кај возрастните и кај децата. Значи има многу последици кои што се провлекуваат со спиењето и децата кои што не спијат и возрастните и децата се подлежни на дел од нив. Доктор Гуднајт е наменет токму за ова. Значи советувате родители, им кажувате, споделувате со нив техники како да ги заспијат своите деца, зборуваме за дечиња до 6 години. Ќе може ли за нашите гледачи да споделите некои од тие техники? Да, значи да може да ги применат тие што не слушаат. Така, апсолутно. Во принцип ние работиме повеќе индивидуално, меѓутоа секогаш постојат генерални совети кои на секој можат да му помогнат. Прво, како што кажав, многу е важно секој родител да знае колку дневен сон му е потребно на неговото дете во однос на возраста и да се труди да го обезбеди тој сон. Навечер кога ќе дојде времето за спиење, колку и да им делува рано, идеално време за заспивање на децата кога го гледаме нивниот природен внатрешен биолошки часовник е помеѓу 7 и 8 часот навечер. Значи многу често се случува родителите да ми кажат многу е рано. Рано е можеби за нас возрастните, меѓутоа тоа се сепак деца. Нивниот циркаден ритам, внатрешен биолошки часовник се води според изгревање и заоѓање на сонце и многу е важно да го погодиме времето на нивно успивање. Колку покасно ќе заспијат, толку почесто ќе се будат навечер и толку понемирно ќе спијат. Значи да внимаваат на прозорите на будност и на дремките, да се внимава во колку саат ќе заспијат навечер, како што се доближува времето за ноќно успивање, така да се стишува атмосферата, во смисла да нема тогаш некои игри кои дополнително го раздразнуваат детето, го засмејуваат дополнително, едноставно да биде посмирена, постишена атмосфера, барем пола саат пред доаѓањето на спиењето и секој од нив да се труди, целта на сите треба да им биде да се труди да го научи бебето или детето да се заспива самостално, на еден начин како што ние заспиваме. Зашто
Голема причина за ноќните будења кај бебињата е тоа што многу често заспиваат пример додека цицаат или во раце со нишкање и така заспани ги спуштаме во креветче. И сега што се случува? И ние кога спиеме и бебињата, проаѓаме низ повеќе циклуси на спиење, односно доаѓа до преод од една во друга рем фаза. Кај нив на таа возраст отприлика тој преод доаѓа помеѓу 45 и 60 минути, зависи повторно од возраста. На секој 60 минути доаѓа до краткотрено будење на кое што ние возрастните не се сеќаваме зашто веднаш продолжуваме да спиеме. Али бебето кое што заспало со доење и после ставено во своје кревече, автоматски се буди затоа што не знае што треба да направи за да го направи преод во другата рем фаза. И едноставно бара повторно помош дали од мама, од тато, од било кој повторно да го презаспиат. И тоа е една од причините зошто е многу важно секој од нив да проба да го научи своето бебенце да заспива самостално, значи крајната цел е да го ставиме во кревече, да се вртка 10-15 минути и само да знае да се смири, само да знае да заспие, да не го правиме тоа ние за нив. Токму за ова сакам да зборуваме, за самостолното спиење на дечињата. Така. Често пати и ние родителите грешиме, до голема возраст децата значи спијат помеѓу родителите на нивниот кревет или можеби ние мајките ги заспиваме децата често пати. Познавам многу мајки кои што тоа го прават, еве јас сум била една од нив. Како да се надмине тоа и која е најдобрата возраст да се одвои детето од спиење заедно во иста просторија со родителите? Има ли возраст, еве, некои велат додека се дои, не се препорачува, некои велат и тогаш. Според вашето искуство? Да, дефинитивно се поделени мислењата и секогаш кога и примери родител ке ме праша ова, искрено секогаш им кажувам кога вие сте спремни, кога родителот е спремен. За детето дали е спремно? Значи сепак зависи од родителот. Зависи од родителот. За одвојување. Да, дефинитивно. Затоа што имаме родители кои што стварно немаат проблеми со уште од само раѓање да го одвојат детенцето од друга соба. Да, така. Имаме такви родители, има родители кои што едноставно кога не цица детето или ќе под порасне, кога ќе поминато ние први 4 покритични месеци што се, кон 6-тиот месец веќе ги префрлат и тоа е сосема во ред. Меѓутоа има родители кои сакаат да спијат со своето бебе и со своето дете и години. И не гледам дека е тука нешто погрешно, се додека тоа не го нарушува сонот на целата фамилија. Значи дури и може да спие цела фамилија на исти кревет ако сакаат, затоа што има родители што го сакаат тоа, го претпочитаат. Не е погрешно, меѓутоа тоа да не го нарушува сонот, зашто ако е нарушен сонот поради тоа, ако мама или тато не можат да спијат, зашто обично децата до 5 години се многу мобилни, многу се подвижни и ако се стават на голем кревет, буквално роварат низ целиот кревет. Кога ќе ги ставиме во нивно кревече во кое што има граници, кое што е направено за нив, си го препознаваат тој простор и знаат да се вклопат во тој простор. Така што обично родители кои што спијат со дечиња на голем кревет, родителите се ненаспани, односно на нив им е нарушен сонот, зашто ќе го осетат детенцето, ќе ги удри, ќе се преврти, па спијат по лесно за од страв да не го повредат, да не легнат врз него и така натаму. Така да, ако не е тој случај и ако е безбедно да спијат сите заедно, ворете. Меѓутоа, во однос на тоа детето кога е спремно, јас би рекла дека и после 6 месеци детето, некои бебиња се спремни и во друга соба да спијат. Зборувам, ако не цицаат навечер, ако не мора мајката да станува често за да го дои детенцето, ама во однос на родителите, тоа повише би требало нив да ги прашаме и како они се осеќаат сигурно. Овде, да кажем, јас би ги поделила родителите на две групи. Родители кои сакаат да спијат, зашто што тоа сакаат, и оние кои не сакаат, ама мораат, зашто е полесно. Кај тие дефинитивно треба да сменат нешто, затоа што не е решение да спиеме во исти кревет. Знам дека е полесно на мама ако детето цица често навечер, па е полесно едноставно. Меѓутоа, наместо тоа, подобро да се земе одредена техника со која што ќе се истренира детенцето да заспива само, да не биде толку зависно од доењето или од нишкањето, за да може да си спие во свој простор. Така. И она што ме интересира за заспивањето, што се случува со оние деца кои што заспиваат доцна? Еве, во 2, во 3 часот по полноќ, тоа почнува од мало, значи од бебе и трае. Има ли шанса, има ли начин тоа некако да се промени?
Да. До 6-та година полесно, после 6-7 години веќе се потешко и потешко. Значи како растат децата, се потешко и потешко се минува навиката. Меѓутоа колку и да е големо, не е дека е непроменлива, само треба малку поголем труд да се стави. До 6-та година кажав дека е полесно затоа што дечињата уште тогаш не знаат колку е саат. Не знаат колку дека е 2 сати, сега они во 2 спијат. Тоа ние го знаеме. Целата рутина пред спиење, значи треба да се вметне, да се воведе пример рутина пред спиење која што ќе му биде препознатлива на детенцето, пример читање на книга или бањање, нешто пред самото спиење кое што ќе му биде препознатливо. Постепено таа иста рутина да се поместува порано и порано. И сега ако детето заспива во 2, а јас би рекла дека треба да заспива во 8, не би идела постепено од 2, па пример 1,5, па затоа што е многу. Ја би отишла одеднаш во 10. Едноставно ќе се направи мала измена во дневни дремки, зависи тоа дете како спие преку ден, кога се буди од последна дремка и така натаму. Обично кај нив целиот ден е изместен, можеби покасно станува, покасно почнуваат дремки. Обично е така. А обично е така. Така да би почнало со будење порано. Ќе го разбудиме порано за да може сите дремки да се поместат порано и автоматски и успевањето да дојде порано, и е многу потребна константност. Значи во која и промена да ја направиме околу децата, околу спиењето, исклучително важна константноста. Колку сме ние поконстантни, толку повише они ќе ја прифатат и толку подобро и побрзо ќе почнат да ги преспиваат ноќите. Така. Сања, тука ни е некаде веќе и крајот на разговорот. Би сакала за крај само сосема кратко сите оние родители кои што сакаат да се консултираат, каде може да ве најдат? Може да не најдат и на социјални мрежи Доктор Гуднајт, да се имаме таму и телефонски број, значи буквално може да не побараат, да не контактираат, да ни пишат. За секој има решение. Так, зборувам, се е решливо. Да, се е решливо. Благодарам уште еднаш што ни бевте наша гостинка ова утро.